Денес се наоѓаме во гимназијата Методи Митевски Брицо во Делчево. Овде сме за да ги споделиме резултатите од тековниот проект кој е веќе во завршна фаза, се вика Трансзелена инспирација, кој е финансиран од Еразмус Плюс и Европскиот корпус за солидарност. Разговаравме за тоа што е социјалното претприемништво и зошто се фокусираме на зелено социјално претприемништво. Ги споделивме можностите за учество во некој проект по Еразмус Плюс или Европски корпус за солидарност, бидејќи сметаме дека неформалното образование е многу важно за развојот на една личност. Проектот опфаќаше подготовки на терен и подигнување на капацитетите на здружението, за да прерасне во еден центар за одржливи практики, каде ќе може да се развиваат идеи во областа на самоодржливоста и руралниот развој. Опфаќаше 2 кампа за млади, каде зема учество по 10 млади од нашата држава. Таму развивавме бизнис планови по гајдот, по прирачникот кој го изготвивме како еден резултат од проектот. Сега следува дисеминација или споделување на резултатите со пошироката јавност. Дел од учесниците добија сертификати како резултат на тоа што зема учество на овие младишки кампови. Учевме и многу се забавувавме. Проектот е финансиран од програмата на Еразмус Плюс и Европската комисија. Го спроведува Сдружение Надежда за нас од Република Бугарија и Центар за одржливи практики природна перспектива од Македонија. Еден аплауз за Ева. Анастасија Такел. Со здраве да си го користиш, да си го користиш, да могу да... Мелани Трајков. Бојан Бушначки. Софија Ангелова. Магдалена Георгиевска. Другите ќе ви дадеме како образца, вие да ги поделите. Или са много високи? Секако си много високи.